Во изминатите 10 месеци имавме огромна чест и задоволство да ги примиме кај нас сите највисоки представници на европските институции. Во последните 3 месеци, особено по објавувањето на стратегијата за проширување на Европската унија со земјите од Западен Балкан, овие средби добија и нов квалитет. Го пречекавме председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, високата представничка за надворешна политика и безбедност Фредерика Могерини, комесарот на соседната политика, за соседска политика и проширување Јоханес Хан, а денес и на високиот представник на Европската унија, председателот на Европскиот совет Доналд Туск. После исклучително добра вест од Европската комисија дека за Република Македонија ќе биде предложена неусловена и чиста препорака за старт на предпристапните преговори со Европската унија, на оваа посета гледаме како на уште едно големо признание, охрабрување, но и одговорност за Република Македонија. Излеговме од длабоката политичка криза и од заробена држава, се вративме на патот по кој чекорат сите европски демократски држави. Изработивме и спроведовме првични реформски планови, како планот 369, и добивме безусловна препорака за почеток на преговорите. Дадовме максимум во овие изминати 10 месеци. Низ конструктивните политики на владата и низ соработката со сите засегнати страни, како и со вклученост на опозицијата во процесите, што е исто така вредно да се посочи. Донесовме важни законски решенија согласно успешните европски практики за независно судство, професионални разузнавачки служби, ефикасна јавна администрација. Со враќањето на опозицијата во парламентот преостануваат постапките за освојување на законските решенија за овозможувачката средина за професионално медиумско известување на јавниот радиодифузен сервис и за независна работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и за создавање амбиент за имплементација на кредибилно изборно законодавство, секако и до завршувајќи ги гласањата за законите од областа на правосудството. Реков дека со признанието за напредокот на нашата земја, истовремено доаѓа и одговорноста да продолжиме со исто темпо во трансформацијата на Република Македонија по примерот на стандардите на Европската унија. Нема време за опуштање и во наредниот период ќе ги одвоиме нашите напори. Реформите ќе станат повидливи, поконкретни и поефикасни. Врз основа на препораките на извештајот на Европската комисија и во соработка со неа, започнавме со дефинирање на планот 18 за реформските мерки до крајот на годината. Ја убедивме Европската комисија дека заслужуваме препорак. Сега сакаме да ги убедиме и државите членки на Европската унија. Со целата наша енергија, знаење, искуство, интензивна работа и политичка волја, влегуваме во активности за да понудиме аргументи дека заслужуваме почеток на преговорите за членство во Европската унија и дека сме подготвени да фатиме чекор со државите од регионот кои што веќе преговараат. Пред нас имаме конкретна цел, никогаш не сме биле поблиску да добиеме датум за почеток на преговорите за членство со Европската унија. Тоа е голем поттик за нас и голема мотивација за сите граѓани дека нашата држава има добра перспектива. Тоа ќе има и економска и безбедносна импликација позитивна врз Република Македонија. Работевме напорно и на односите со соседите. Договорот со Република Бугарија го обесхрабри скептицизмот и ги надмина сите очекувања. Во тој дух на искрена надеж и посветеност разговараме со нашиот сосед Грција. Остануваме заеднички фокусирани на решавање на долгогодишниот проблем кој го имаат со нашето уставно име. Работиме на решавање на спорот со името, насочени кон успех. Решавањето на овој спор очекуваме да ги отвори вратите за почеток на преговорите со Европската унија, секако и за членство во НАТО. Ние веќе ги чувствуваме силно придобивките од партнерството со Европската унија. Благодарни сме многу на целата помош и поддршка што ја добиваме од Европската унија, нејзините институции и нејзините држави членки. Таа помош е вградена во нашиот успех, стабилност и напредок. Граѓаните на Република Македонија го препознаваат тоа и даваат силна поддршка за сите наши идни предизвици на патот до Европската унија. Заедно ги делиме искушенијата со кои се соочува Унијата, така беше за време на бегалската криза изминатата година,
така ќе остане и понатаму. Со оглед на блиската непосредна иднина, сите очи се вперени во самитот на Европската Унија за Западен Балкан во Софија на 17 мај 2018, затоа што самитот е голема надеж и поддршка на Западен Балкан. Знаеме дека фокусот на тој самит се поврзаноста, регионалната соработка, безбедноста и економијата. Сите тие поими за нас се асоциација за Европската Унија. Очекуваме на тој самит да се потврди европската перспектива за членство на Европската Унија во Европската Унија на државите од Западен Балкан и да се утврдат конкретни проекти за спроведување на стратегијата за Западен Балкан која објави председателот на Европската комисија Јункер во февруари оваа година. Европските и атлантските перспективи на Република Македонија и на регионот во целина носат и квалитетен живот за граѓаните и за нашите држави. Тоа е перспективата на Европа, обедината во вредностите, како што се економскиот просперитет и стабилно и безбедно опкружување за сите нејзини граѓани.